Александар, дали знаеш што имаат заедничко американскиот и македонскиот сон? Ништо. Токму така, Александар. Следната сторија е токму за уривањето на еден македонски сон, за патот на еден човек од дното до врвот, а потоа од врвот и повторно до дното. Подгответе ги салфетките. Следува тажна приказна во вчерашни. Топла домашна атмосфера, мирис на кафе и печени пиперки, така не пречекаа домакините во домот на еден градоначалник на една општина која сака да остане анонимна. Откако нашата екипа ги соблече кондурите и се почувствува како дома, тие се отворија пред нашите камери. Не знам од дек да почнам ја, как почнаме. 9 души од дека да почнеш. Почни од почеток, Поленка, како ни раскажуваш нас? Многу сакал од маленко да го биде, да биде нешто. В партијата од 7 години е зачленен. Де па ти шо срамуваш, кажи шо на телевизијата тук? А вие сте? Јас сум шофер, па тоа комбето не оде само у Бугарија там да носе, шо носе не е битно. Ние од маленки беме договорени, он вика деки направиме компанија, направиме компанија, ме ми се понабијам шофер, него му се понабие политичар. Да се бавиш со политика не е лесно, ни се довери Николчо позади камерите. Кариера полна со пот, компромиси, жртви и откажувања. Многу жртви, многу откажувања. Откажа се, жртва даде и основна школа, и средна школа. Земјоделието запусти, нивата празна стое. Само у партијата. Но тажниот животен пат на Николчо продолжува откако од судот го добил тоа што најмалку го очекувал. Условна казна затвор од 2 години, доколку во рок од 4 години не направи кривично дело. За како што вели неговата сопруга, само еден камион роба. Единствената среќа е што тој со неговите лични познанства успеал да најде начин како судот да му издаде потврда за неосудуваност. И потоа избори веднаш се распишале локалните избори. И избраваме после. Ама шо ако ми избраваме? Убаво, градоначалник стана и после почна. Вие си давте оставка. Едно рочиште, оште едно рочиште на суд. Сите пари по адвокати даваме. Динар немаме. Нашата новинарска љубопитност не можеше а да не праша од што живееле сите овие години Николчо и неговата фамилија. Бизнис, од што живееме? Прво беше фармерки, потоа земаме нешто девизи. Работеви, потоа зема искудија го човекот таму наместија 2 штеки цигари у комито што сме фрлили од Бугарија кој деви. Оставка си давте. Еми, да. Јави ми се мене од Скопје од партијата, оставка да си поднесеш, морало. Викам, шо мора оставка, ја од морални причини сакам да си поднесам оставка и ја оставката и това е. Чекај вако тиите да стан тук. Шо? И комито ќе го запалам, кажувам ти, ја ќе го запалам. Ништо нема да има, ќе имат помош се трошок у општината па да видам. Така е, пре ја пробувам да кажам, оти така е. Ама наместија Можеш тој да кажеш, почтен уста човек. не затворе. Со солзи во очите ја напуштаме оваа фамилија, со надеж дека среќата ги прати единствено најчесните.